третата соработка на Future се најде на деби албумот на еден артист кој може би нашата публика и не го слуша толку, но знам дека има голем wave и голема мејнстрим популарност во Америка и во светот. Артистот се вика 24K Golden. Деби албумот кој излезе викендов се вика Елдорадо. Иначе фановите може би го знаат по траката Коко, која е нака едно поп хитче, може би мислам дека се врти на Антена 5 ако не се лажам. Знам дека има многу views на YouTube. И исто така траката Mood со Ian Dior има некој wave онака од тие па да не кажам TikTok води, али така нека помлада поп генерација. Јас прв пат го запознав преку траката Валентино. Се сеќавам, тоа беше периодот кога пуштавме музика со Панчо во Софија, тоа значи беше 2019 есента, тоаш прв пат ја слушнав таа песна, знам дека ја пуштив таму. Мене ми се допаѓа, иако ми е на моменти премногу поп. Таква и траката Mood, Mood е таа најпознатата трака, на која има и ремикс од Justin Bieber и J Balvin. Значи Mood, Коко, верувам дека може би имате слушнато нешто од него. Тој го извади својот деби албум. Стигнав да го преслушам, препоп е за мене, ама обрав две песни кои да му дадеме почит и малце да го спомнеме, бидејќи се појави на таа XXL Freshman листата која ти ми неколку дена, неколку дена пред излезе албумот, тоа беше после пред викендот, така нешто не се сеќавам. Јас баш ти кажав дека интересно дека е некако разновидна Double XL Freshman листата оваа година, дали може би дека повеќе ја пратам музиката или па некако баш тие артисти што ги имаше таму, имам слушнато нешто повеќе од нив, па ми звучеше некако природно. Но да се спои причата, пазарев во Рамстор во неделата и го слушнав, течеше B.O.B на радиото. Онаа песна на Airplanes, те текнува кога бевме Airplanes. Значи Airplanes пред 10 години кога беше така кросовер некој на хип-хоп и на поп, и уште една работа морам да ги поврзам овие работи. Е тоа што кога отворив кога пишував текст за Wiz Khalifa за Rolling Papers, на Википедија пишува дека албумот е хип-хоп и поп-рап. Значи и си ги поврзав некако работите, дека уствари си направив паралела во глава дека 24K Golden може би го споредил, не би го споредил со Wiz Khalifa, бидејќи е повеќе поп, но би го споредил со артист како B.O.B. И кога се сеќам дека пред 10 години, знам дека брат ми ќе се сложи со мене, верувам дека ти ќе се сложиш, го слушавме B.O.B. и ни беше кул. Јако беше малце поп-поп, ама пак беше некако алтернативен и носеше разновидност во тие моменти кога сцената се градеше, оваа сцена на новата декада и на новата генерација. Така да сакам да направиме на таква паралела, да не го осудувам 24K Golden, туку баш да пробам да го разберам и да сватам зашто има толку views и зашто на младите им се свиѓа, сепак дечкото доаѓа од хип-хоп позадина, тоа што има мејнстрим апил и што сака да прави таква музика, супер за него. Тоа што ќе ми се допаѓа од него, ќе го ставам во сарато, ќе го имам во ротација за правите места, но мислам дека и на сцената и фали, да речеме, квалитетен поп-рап артист од најновата генерација. Се слагам, еве ќе се надоврзам, бидејќи го немам нешто премногу слушано овој артист, ако ќе ви излажам ако и кажам дека го знам. Сега случајно отворив и неговиот Spotify page и онака како гледам дека има 35 милиони monthly listeners. Има песни на кои што конкретно Mood, која што е спомна со Ian Dior, има 930 милиони стримс на Spotify само, што се огромни бројки, сериозни бројки со кои што многу мал број артисти да се пофалат, посебно такви некои млади. Но ќе те поправам, знам дека спомнавме за Double XL, ја проверив сега уште еднаш, тој се нема најдено, но се има најдено Ian Dior, како соработник него, се има најдено на... Тоа претпоставувам дека бидејќи веќе има најавено албум, бидејќи за Double XL не треба да, правилото е дека не треба да имаш извадено деби албум и можеби и затоа и веќе има одложено еднаш и можеби и затоа не се има појавен. Може би беше лани, ако не... Добро, може би ги има смешано работите, ама ете, јас го ставам во тој кош. Како и да е. Да. Веќе кога сме овде, еве накратко ќе ја прочитам и Double XL листата, може би после понатака во емисијата може и да ја прокоментираме. Листата се состои од многу млади дечки кои што во голем дел мене искрено не ми се познати или ми се познати, но имам слушнато многу малце ствари од нив. И не се некои кои што имаат проекти, микстейпови, туку се луѓе кои што имаат буквално
една, две, три песни кои што имале некаков бас, биле хит и со тоа само онака се дала уште една шанса како уште една платформа кој Double XL за да направат фристайл, за да се спојат овде и за да покажат тоа што има. Рапериве што се најдоа на листата се Push Ice-T, Gang Gang, твојот човек, The Kid Laroi, Morey го пуштавме, за Morey веќе го знам, The Kid Laroi го знам, иако е препоп за мене, Push Ice-T го знам од тебе. Може би го смешав со The Kid Laroi, бидејќи ја некако ги ставам во истиот кош, тој ептен попиш, не е ни трап, него е само new wave pop, hip-hop, pop. New wave pop, се слагам. А потоа следува Ian Dior, сега што го зборевме, SSG Kobe, ова ми е сосема непознато, Chef G, JJ The Prince of NY, Tusi, SG, Coileroy, 42 Doug и Snat. Буквално никој од овие артисти не ми се познати онака како. Сигурен сум дека имаат една или две песни кои што биле прехит во кога ги извадиле и можеби и се уште. Snat, ако не се лажам, не знам дали беше ти ми кажа дека има песна со Denzel Curry, најверојатно таму ми е познат. Он има еден микстейп кој беше critically acclaimed есенва. Таа трака се вика Сангрија. Интересна е траката, никогаш не стигнав да го преслушам, но гледам дека е прифатен, дека има позитивни критики за него. Мислам дека ќе се допадне. Ќе се навратам на снот, ќе преслушам, но ова другово, освен Push Ice-T, освен и Morey, не знам што друго, дали воопшто имам слушнато барем една песна од овие. Што е многу ретко за мен. Да, па добро, така да ти се помалку слушаш се менуваат времењата. Мислам дека повеќе американската сцена прашање на тоа, ја гледам и што се става веќе по рап кавијар и по овие некои релиз радари што ги следам, што не се генерирани од Spotify, него од некои платформи, од некои медиуми, онака нема допирна точка со тоа ние што го слушаме и со тоа ние што го третираме, бидејќи американската сцена оди подлабоко во тоа што го прави. Додека другиве сцени не се многу поразновидни и нас повеќе ни се допаѓаат. Јас мислам дека повеќе ради тоа, иначе ако гледаме така, баш оваа листа е баш разновидна и некако сеопфатна и мене ме потсеќа на нешто што се случуваше пред 10 години, кога сите што беа на таа фрешмен листа беа уникатни сами по себе, но ќе видиме дали ќе бидат доволно квалитетни, дали ќе бидат доволно како што треба понатаму. Инаку вака на прв поглед ми звучи сосема фер листата, но ќе почекаме да биде официјална, па ќе коментираме поише, може?